Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај. Чуј ја играва што запре само во еден здив и продолжи да тече како река. Чуј ја играва на прсти, на коски, на овој очај што се вгнездил во грлото како грудка. Чуј ја играва сребрена на две грла, на две израмнети утроби. О, сладко заклопи ги желбиве надвиснати што се втурени од огнови, колку печат човеку. Играва на сребрена ноќ, играва на сребрени тела, играва на сребрени огнови. О, човеку, продолжи ја, па пушти го моево грло, нека се чуе пискот, единствен, што ќе те разгрне да ми се отвориш, па да влезам, човеку, еднаш помирена со портите, па да влезам како пријател на ноќва сребрена, на играва сребрена, на овие огнови што ме испекоа како клетник проколнат, како жена маѓесница. Огнов ме изгоре, родов ме проколна, ти не ме слушаш. Даница Ручигај, првата македонска поетеса, е родена на 5. мај 1934 година во Скопје. Учи класична гимназија, каде што ги изучува старогрчкиот и латинскиот јазик, и од најрана младост се запознава со магијата на грчката митологија и култура, кои ќе станат незини духовни координати, преку кои ќе се развива незината повеќе слојна, изнијансирана и продлабочена личност. Извесно време поминува во Грција, кој ќе остави длабок впечаток и ќе влијае врз незината интима и поетски развој. Неретко за тоа патување ќе им речеше на своите колеги, тогаш веќе оформени писатели: кога ги читам делата на старите грци, имам впечаток дека сум живеела тогаш, многу одамна, со еден збор од секогаш сум живеела. Покрај класичното, образованието го дополнува и со широк диапазон на интереси, како кон насадените цивилизацијски придобивки во литературата, така и кон актуелното творештво на овие простори, во кој, автентично, во творички грчи и екстаза, се раѓаше младата македонска литература и уметност. По завршувањето на средното образование, студира на Филозофскиот факултет во Скопје, каде што дипломира југословенска книжевност, со што трајно и професионално се врзува за книжевноста и поезијата. Својот краток работен век го поминува во Министерството за култура на Македонија. Во 1960 година ја објавува својата прва стихозбирка Сребрени ноќни игри, со што стана првата македонска поетеса со објавена книга. Низ целата стихозбирка, која им ја посветува на мајка си и на својата сестра Златица, провеува една и единствена нишка, водич што ја насочува Даница кон најинтимните, најискрените капчиња на младата моминска тајна – љубовта. Љубов која постои, сурова, нежна, скриена, желна, недопирлива, несватена, лута, неосвоива, мрачна, тажна, среќна, прижалкувана. Сите оние скриени момински посакувања и желби преточени во стихови со надежи, но не и исполнувања. Љубов, вечно присутен императив на вдахновение и секогаш помалку разочарувачка, ако на неа не е одговорено. Љубов, премногу вистинска, за да биде дофатена, допрена и преточена во реалност,
а не длабоко скриена некаде во пазувите, таму, во мрачното место на дното на срцето. Љубов никогаш јавно изговорена, кажана, возвратена. Тажната љубов ја знаат само морињата, но тагата не смее да ја види никој, да ја дознае никој, дури ни очите не смеат да ја одадат. Девственоста на невозвратот не се издава, и тоа е скриено со превезот на ноќта, сребрената ноќ, која само очите можат да си дозволат да ја направат игра во која ќе може да се каже и да се почувствува. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Не е ни малку чудно што и стихозбирката носи наслов Сребрени ноќни игри, затоа што Даница најчесто ноќе ги чувствувала поривот и крикот на поезијата во себе. И во превезот на ноќта ги запишувала своите стихови, подоцна подредени во збирка и објавени. Но од судбината не се бега, а и природата си го направи своето. Скопје. Од искона војски те газеле, од искона цареви те палеле, но ти, како феникс се издигаше и се поубав стануваше. Името ти го менуваа, те мереа, сечеа, делеа, по ридови и долови те селеа, на разни карти, своји и туѓи те ставаа. Но ти не се даде. Вардар те заплискува, водно те гушка. Забот на времето не те јаде. Лисјето за тебе со вардарецот шушка. И уште една те снајде мака. Еднаш те зеде на природата рака. Земјата во грч се извиши. Татнеш голем те заглуши. Се здружија земјата и небото, тебе да те задушат, животот да ти го одземат, дамарот да ти го угушат. Лето, јули, зора. Тресок, писок, крик. Пепел, прав, страв, молк. Мајка, татко, чедо. Паника, чудење. Лице бледо, мрачно будење. Рака, нога, крв. Камен, пепел, крв. Солзи, солзи, солзи. Бол, чемер, јад. Немоќ, молк. Збор прост, збор шкрт, смрт. Земјата никогаш повеќе да не се отвори. Никогаш да не се повтори.
Девојката полна со живот и желба да го живее животот и секој негов миг беше судбински прекината со незината ненадејна трагична смрт во катастрофалниот земјотрес на 26. јули 1963 година. Во цутот на младоста, на само 29 годишна возраст, се прекинаа созреаната поетска мисла и вдахновение на оваа млада поетеса. Само неколку недели пред судбинскиот смртен час чекаше да види дали е прифатена незината втора стихозбирка Заробеници на ветрот. За жал не го дочека позитивниот одговор, па збирката беше објавена постхумно, онака како што самата авторка ја беше подготвила и предала за печатање непосредно пред својата смрт. И втората збирка Заробеници на ветрот е посветена на љубовта, но видена позрело, со очите на прекален стихописец и познавач на бескрајните тајни и длабочини на зборот. Даница веќе сигурно гази по стапките на бесмртноста. Одвојувањето на душата од телото и самата го предскажува во своите постхумно објавени стихови, во кои овоземното се спојува со небесното. Потресно искажаните зборови во вид на песна со песната оплакување, како некоја маѓесна рака да и го покажа патот на незиниот крај. Како да предчувствуваше дека животот е при крај, како некој таинствен глас да и шепотеше да се пресели во Царството небесно и да стане муза на недовршените, недопеани стихови. Она што е убаво и на Господа му е мило. Во Царството Божјо има место за бесмртните. Земскиот живот е само миг. Сите ние сме гости на овој свет, но великаните никогаш не умираат. Нека се помоли секој на својот Бог и нека се покори пред овој живот, со почит на љубовта, од извуците на умирањето, ми ги искорнуваат синооките за мечтаени денови. Заробеничката на ветрот, очевидецот на сребрените ноќни игри, веќе 50 години талка во меѓупросторот, во бестелесното и телесното, земското и божественото. Таа, Даница Ручигај, со својот сензибилитет, неконформизам, творечка енергија и животна храброст, не помирувајќи се со патрихалните предрасуди и стереотипи за жената на овие простори, ја подотвори вратата низ која достоинствено и со дигнитет тргнаа модерните, самосвесни и еманципирани жени на македонската поезија. Таа и најхрабрите по неа се изборија за рамноправно создавање на жената во несуптилната сфера во уметноста, поезијата, дарувајќи ни возвишени плодови на поетското создавање, збогатувајќи ја комуникацијата меѓу двата пола и облагодарувајќи го светот во нас и околу нас. Темни и непрозирни се предчувствата. Темни и непрозирни се предчувствата. Како неми сенки се валкаат меѓу нас, сосема безтелесно се движат со нас и не чинат своја мисла и свое тело. Стануваме обновена болка, обновена мисла и темен настан во ноќта. Се затемнуваат нашите раце. Стануваме ново тело, нова мисла на ова пречувство, што таинствено се провлекува низ сите нешта. Се урива небото во нашите раце. Во нив лежи црна птица, која не сеќава на лет, што може да остане само на дланките. Да се убие птицата на дланките, да се направи еден лет устрем кон ова предчувство овоплотено, неспокојно се подкрева нашето тело, заборавот за земнина тежа не прави несреќни. Се одделуваме од птицата, бегаме во светот каде што можат да се довикуваат духовите. Сонот
остава темни дамки. Небото се отвора. Темни и непрозирни се предчувствата. Ноќе се претвораат во болка што ги чинат сенките. Се позначајни и се поголеми. Улиците се широки и понекогаш бескрајни. Како да ја разбиеме тишината во нашите очи? Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Скопската катастрофа во 1963 година однесе 1070 човечки животи. Меѓу нив беше и семејството Ручигај, таткото Антон, братот Кирил и Даница. Остана само сестрата Златица Поповиќ Ручигај, која и до ден денес не може да го трне споменот за незините најсакани. Тие живеат, вели таа, во мојата мисла, во моето срце, во моите сеќавања, во моето секојдневие како еден паралелен свет, како голема љубов, незаборавна, но и како неизмерна болка, неизлечива тага, која постојано тлее во мојата душа и ме следи во животот. Сите овие години постојано ми се навратува мислата на нивната трагична и тешка смрт. Таа мисла постојано како нож се забива во моето срце. Затоа постојано бегам од мислата за нивниот трагичен крај и сакам да се сеќавам само на убавите детски и младински денови, поминати во нашата семејна куќа на Водно, каде што во љубов ги живеевме нашето детство и младост. Сакам да се сеќавам на расцутената пролет во нашиот двор и падините на Водно, на прекрасните овошки и лозници, на опојниот мирис на баграмовите дрвја, кои цутеа во мај кога беше роден денот на Даница. Сакам да се сеќавам на нашата младост, на нашето старо Скопје, кога одевме со сестра ми и брат ми на оние наши плажи, градска и руска плажа, каде се собираше младоста со сиот свој ентузијазам и во топлите и жешки скопски лета, во смеа и разиграност се разладуваше во водите на реката Вардар. Сакам да се сеќам на прекрасните зимски денови, кога помладите момчиња и девојки се спуштаа по снежните падини на Водно, со големи санки, така наречени бобови, целите изземнати и зацрвените од студот. Даница често пати многу успешно го управуваше бобот наречен Ручигај, кој собираше повеќе од 20 души и беше изработен во работилницата на мојот татко. Се сеќавам, во тоа време се организираа надпревари меѓу младите, кој ќе постигне најголема брзина со бобот, а маршрутата беше Барутана, подоцна хотел Панорама, па се до некогашната пруга, односно Мала станица. Сакам да се сеќавам на магичните ноки, кога Даница, покрената од некој внатрешен порив и немир, во младешки занес ќе станеше и ќе почнеше да пишува. Јас во својот кревет ќе се притеев и просто ќе престанев да дишам. Кога ќе насетев дека песната е готова, ќе станев и Даница тогаш, како весталка на својот храм, тивко ќе ми ја прочиташе песната. Така јас, незината помлада сестра, бев незин прв слушател и читател. Даница од најмладите години ја засака книгата, литературата, уметноста, а посебно поезијата. Кон тоа секако придонесе и фактот што Даница учеше класична гимназија во она прекрасно здание покрај Вардар, наспроти Скопското кале и блиско до градскиот парк. Локацијата денешка за ориентација е владата на Република Македонија, кој популарно се викаше женска гимназија, а кое здание се урна исто така во земјотресот 1963 година. Во тие гимназијски денови Даница го читаше Хомер, неговата Илјада и Одисеја на оригинален старогрчки јазик, драмите на Еврипид, Есил, Софокле, песните на познатата поетеса Сафо и други. Беше обседната од митологијата на античките богови и од дуализмот на нивната божествена и човечка природа, што секако подоцна имаше влијание и на незината поезија.
Во младенските години Даница ја читаше француската, а посебно руската класика. Подоцна премина на англосаксонската и американската литература, беше извонреден познавач на македонските и југословенски писатели, посебно што Даница студираше и дипломира југословенска книжевност на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Даница беше многу и сестрено образована, вистински ерудита, при тоа имаше посебна харизма, некој духовен флуид, внатрешна енергија, одважност и храброст да се спротивстави на тогашните патриархални стереотипи за жената на овие простори. Даница Ручигај, заедно со Евгенија Шуплинова, беа првите македонски поетеси кои во 1906 година ги издадоа своите први поетски книги, со што го отворија патот на други млади поетеси кои ги следеа нивните патеки. Даница имаше широк диапазон на интереси, склоности и љубопитства. Ги сакаше театарот, сликарството, музиката, речеши не испушташе ниедна премиера, гостување, како од драмскиот, така и од оперскиот и балетскиот репертоар. Таа беше многу добро информирана за сите овие активности и настани преку своето работно место во Министерството за култура. Таа беше чест, скоро неизоставен посетител на сите театарски представи кои се одржуваа во Стариот народен театар и на сите концерти кои се изведуваа во велелепните сали на официрскиот дом, на кои јас бев чест придружник. Овие две култни згради, во кои се одбиваше богат културно-уметнички живот, исто така се срушија во катастрофалниот земјотрес 1963 година. Со тоа центарот на градот беше целосно и духовно и физички обезличен. Даница живееше за уметноста и од уметноста. Во 1959 година Даница ја даде на печатење својата прва збирка песни насловена како Сребрени нокни игри, во која љубовта, основната детерминанта на незината лирика, ја издигне на пиедестал на апсолутна смисла и вредност на живеењето. На самиот почеток на книгата таа ќе рече: ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Оваа книга ја носи посветата на едно лето од зајдени сонце и на сестра ми. Тоа лето од зајдени сонца е летото кога почина нашата мајка Луција. Својата втора и последна книга, Заробеници на ветрот, Даница ја даде на печатење непосредно пред својата трагична смрт. Книгата за жал излезе постумно, онака како Даница ја подготви. Оваа книга е на повисоко филозофско рамништо, љубовта е воспеана во својата ефемерност и постојана позобнова, а немирот и осамата како феномен кој неминовно го следи човекот. Она што најмногу ме растревожува, порано, сега и секогаш кога ја препрочитувам оваа книга, се стиховите во кои Даница ги пречувствува злокобната судбина и својот трагичен крај. Навев си подмолен со грстови желба, покренат од дното на распален пекол, смртен покрив од непреболи, те завртувам со сон од бели сенки врз раните презреани и те испуштам да исчезнеш високо по звездите. Отворете ги сите врати, нека влезе судбината. Судбината белите кафези на смртта, моето тело растргнато од рани, синокосите за мечтаени денови, дојдете овие да го оплакуваме животот, оти се што доаѓа, доаѓањето му е смртта. Она што најмногу ме радува и ме прави среќна е тоа што Даница со својата поезија го најде патот до срцата на новите и млади генерации, љубители на поезијата и убавиот поетски збор. За тоа се заслужни повеќе писатели и критичари, а пред се Димитар Митрев, кој во својата антологија на современата македонска поезија, Матица српска, издадена во 1977 година, Даница ја вклучи со 7 антологиски песни, издигајќи ја на висок пиедестал незината поезија. Потоа Даница влезе во антологијата на македонската љубовна лирика "Направи чудо од мене" од Санде Стојчевски. За неја пишуваа многу
меѓу кои Матеа Матевски, Друговаc, Бранко Варошлија и други. Меѓутоа, посебна афирмација Даница доби од новата генерација поети, поетеси и книжевни дејци, а тоа се Александар Прокопиев, Гордана Бошнаковска, Кристина Николовска, Јасна Котевска, Светлана Христова Јоцич, Виолета Христовска, Свето Стаменов и Искра Чолович, за што посебно им се заблагодарувам. Виолета Христовска во својот фасцинантен есеј Даница Ручигај, наспроти Силвија Плат, ке каже: интересно е да се забележи дека уште во 1906 година Даница Ручигај со збирката Сребрени нокни игри и Силвија Плат со Ариел во 1961 година во САД ги антиципираат појавата на новата жена и женското поетско писмо. Даница и незината поезија не се заборавени. По повод 30 годишнината од земјотресот и незината трагична смрт, незиното творештво повторно беше представено на јавноста преку книгата Поезија, што ја подготви Христо Петревски. Во 2003 година, пак по повод 4 децении од Скопската катастрофа, која за секогаш ме оддели од мојата сакана сестра и семејство, беше издадена книгата Сребрени нокни игри и Заробеници на ветрот, која ги содржи двете збирки и поезија и речиси се што дотогаш беше напишано и кажано за мојата сакана сестра и за низиното творештво. Книгата ја подготвија Свето Стаменов и Искра Чолович, а на промоцијата насловена Сребрена ноќ, на моја иницијатива и на издавачот Пергамент Паблик беше воспоставена наградата Даница Ручигај. За најдобра дебютантска поетска книга, прв лауреат во 2005 година беше младата тогаш 15-годишна поетеса Надица Лешниковска со книгата Копрена, чија поезија во многу потсетува на Сребрените нокни игри на Даница. Огнени кочии. Некој толку силно трча, побрзо од ветрот, со очите на змијата, со нозе како тигари, дух како свеќи. Коњите со уздите и кочии заднив како оган да изникнал од далечната маглива планина, по ридови, низини, рамнини и води се слушаат црните потковици на огнените коњи и нивните црни кочии со златни платна на прозорците и златни врати со големи дрвени тркала. Што ли носат внатре? Дали има некој толку важен или некој умрел? Не може да се види со очите на Господ, зашто треба да си светец. Не може да се види, зашто не смее. Треба да си коњот и да дознаеш. Или треба да си огнената златоцрна кочија, па да се запознаеш со важниот умрен човек. Не би сакал да го запознаеш, зашто тој не е меѓу живите. Но јас го знам. Го знам како весел и искрен, љубен од секој и секого, како лебед на нежно езеро. Тој човек е мој, тој човек е мој, тој човек е мој. И не го давам никому, зашто тој ми е душата, солзите и очите, љубовта и сонцето, Сепак не е тука, но секогаш ке го има во моето срце и неговата светја никогаш нема да згасне. А таа светја е неговото срце кое го чувствувам како внатре, во мене чука. Тоа преку мене живее и ке доживее.
Носете го кочи со огнот ваш. Коњи, побрзајте, зашто времето не чека, но Господ го чека. Носете го во рајот, каде што ангел ке се стори и во мене порасне. За Даница многу поети напишаа прекрасни песни, каква што се Евгенија Шупринова со песните Даница Ручигај, Меѓу животот и смртта, Солзите на Данче, Гордана Бошнаковска со песната Река, Иван Чаповски со песната Последна песна на Даница Ручигај, Светлана Христова Јочич со песната Даница Ручигај ја прашува љубовта, Ристо Јачев со песната Ручигај, Во смртта на ангелот, Бистрица Миркуловска со песната Убавицата и зверот. Исто така Сонја Гиздавич со документарната ТВ емисија за Даница, Поетот живее и по смртта, со која пошироката јавност беше запознаена со прекрасниот лик и поезијата на Даница Ручигај. Во својата песна Даница Ручигај Помеѓу животот и смртта, Евгенија ќе рече: Еден ден пред раѓање врз моите години падна ранет градот. Станав брег од камења. Жива, закопана сум песна. О, Боже, жива, закопана сум песна. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Во женската гимназија Јосип Броз Тито од 1948 година заедно учеа Даница Ручигај и Елена Бендевска. И двете живееа наводно и заедно одеа на кино, во театар. Станаа најдобри другарки, неразделни, имаа исти погледи на животот, ја сакаа литературата, разменуваа книги. Сестрата Златица и другарката Елена беа првите критичари на првите поетски обиди на Даница. За жал и Елена Бендевска не е веќе меѓу нас, но остана незиниот запис за Даница. Даница беше сериозна, одговорна личност, полна со разбирање за луѓето и за нивните слабости. Таа беше веројатно, поради тие особини, многу посакуван соговорник. Беше искрена, отворена. Сите ја посакуваа во своето друштво. Ако поидам од себе, морам да кажам дека беше пријател што секој би го посакал, а јас ете ја имав честа да биде моја пријателка. Ќе ја споменам само нашата последна средба. Требаше да одам на едно подолго патување надвор од земјата 15 дена пред земјотресот на 26. јули 1963 година. Даница дојде да ме испрати на железничката станица. Беше многу тажна, нерасположена. Ја прашав, што се случува? Помислив дека повторно реагира на пролонгирањето на печатењето на незината втора стихозбирка, што умееше многу да ја растажи. Одговорот ме вџаши. Мислам дека е ова наше последно видување. Кога ќе го чуеш аберот за мојот крај, прво да дојдеш да ме средиш. Немој да дозволиш да бидам исплакнат мртовец. Бев многу исплашена од овие нејзини зборови, затоа што знаев дека Даница ја чувствува смртта. Таа живееше во едно семејство во кое се случија многу умирачки. Прво, незината многу сакана сестра. Потоа повеќе незини браќа, па на крајот и мајка й.
Сето ова имаше влијание врз формирањето на незиниот карактер, а подоцна и врз незиното творештво. Тоа е најевидентно присуствно во незината втора стихозбирка Заробеници на ветрот. Се случи земјотресот. Јас не успеав да се вратам на време за да ја исполнам последната желба. Отидов на местото на незината некогашна куќа. Видов урнатини. Тажно беше да се види библиотеката која со толку голема љубов системски ја средуваше и ја збогатуваше. Од урнатините успеав да извадам 2 книги. Тоа беа антологија на светската лирика, од која не се делеше, и Неимари на светот од Стефан Цвајк. Тоа е се што остана од незината библиотека. Даница живееше како поет и умре како поет. Првите чекори во литературата ги направи уште во гимназиските денови. Токму изучувањето на класичните јазици и на класичната литература и огромната љубов што ја носеше во себе го потикнаа незиниот поетски талент. Покрај талентот за поетски исказ, таа го имаше, ако може така да се каже, талентот за искреност, за крајна бескомпромисна искреност во поезијата, во животот, во релациите со луѓето, во одругарувањето. А во таа искреност, во контактите, многумина како да чувствуваа нејасен уплав од неа. Незината љубов не беше едноставна. Таа љубов без резерва за слабите значеше и оптоварување, некој вид одговорност што таквите не можат да ја прифатат. И се случуваше страшен парадокс. Преголемата и премногу искрена љубов честопати ја фрлаше Даница во саменост, од која пак сосема парадоксално излегоа незините најдобри стихови, сместени во незината прва збирка. Неа навистина ја уби пресилната љубов. Кога мислам за ова, ме обзема неизмерна тага. Не баре сите ние што толку многу ја сакаме, сме пропуштиле да сториме нешто за неа. Нешто што би ја ублажило болката во незината лесно ранлива душа. Ова чувство како да ме прогонува во спомените за времето поминато со Даница. Земја сум. Здивот твој донеси го како јужен топол ветер. Ке ја испијам твојата пролет да ме оплоди. Го барам твојот здив да го осетам небото. Натопена сум од дождови што те задоија тебе да израснеш, а дај ми ја убавината на твојот здив. Жена сум. Ке те надојам да израснеш со раце претопени во жетта на поилото. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај. Семејствата Ручигај и Крањец живееа наводно во тоа предземјотросно Скопје, се дружеа на семејните празнувања, одеа на сите верски празници. Од семејството Крањец потекнува истакнатата македонска поетеса и педагог Бистрица Миркуловска. Таа во своите сеќавања за Даница вели: За мене посебно доживување беше излегувањето на незината прва книга Сребрени ноќни игри во 1960 година. Таа ме подсетуваше на една млада словенечка поетеса,
Ада Шкерл, пред се со нејзината прекрасна збирка Сенка во срцето, сенца у срцу. И таа беше така нежна, суптилна лирика, што тогаш ја нарекуваа женска лирика, со тоа што кај Даница Ручигај имаше една нотка на пречувство на смртта, трагедијата. Тоа сите нас не збунуваше, меѓутоа, бидејќи јас добро го познавав семејството Ручигај, денес би рекла дека тоа семејство имаше лоша карма, многу умирачки и просто таа тага ја носеше во поезијата Даница. Кога излезе нејзината втора збирка Заробеници на ветрот, сите бевме изненадени. Имаше некое тешко предчувство на смртта, тоа длабоко влегување во земјата, таа тежина, таа мемла, како да и беше од Господа дадено да си ја види собствената судбина и собствениот крај. Јас многу често се навраќав на поезијата на Даница Ручигај, посебно во критични моменти наоѓам некоја утеха, некоја блискост во нејзината поезија, иако таа е пишувана и објавувана пред повеќе од 50 години, таа се уште е жива. Посебна радост доживеа во 1999 година, кога мојот поранешен студент, сега професор во Австралија, Илија Чашуле, при доаѓањето во Скопје ме посети и ми донесе примерот од антологијата на македонската поезија, што тој ја направил во превод на англиски јазик, а во која е застапена со 2 песни Даница Ручигај. Тоа се 3 дела за прстите, во која таа ја вели: пресечи ми ги прстите, остави ми го само прстот, на кој ќе ми го ставиш венчалниот прстен. Даница копнееше по семејство, по мајчинство, но таква радост не дочека. Во историјата на македонската литература, 20 векот Миодраг Друговац, Даница Ручигај има своје високо вреднувано место, меѓутоа Миодраг Друговац отворено укажува дека таа од современиците пред време била заборавена. Не, тоа не е точно. И јас и Гордана Бошњаковска, која вели дека Даница е олицетворение на убавината и на љубовта, настојувавме и постхумно да биде примена за член на Друштвото на писателите на Македонија, бидејќи Даница Ручигај тоа го заслужува. Од таа намера не отстапуваме и ќе продолжиме и ќе настојуваме и натаму таа идеја да се реализира. Може би ќе се сменат критериумите и Даница да си го најде местото во Друштвото на писателите на Македонија. Што се однесува до запазување на ликот и прекрасната поезија на Даница Ручигај, градската организација на жени на град Скопје прифати една иницијатива од моја страна и неколку години одржувавме на 26 јули литературни средби пред споменикот, пред музеот на град Скопје сега, а тогаш железничка станица, пред споменикот на земјотрес со една фигура на жена од Томе Серафимовски. Тука и одаваше почит прво незината сестра, Злата Ручигај, положувајќи цвеќе, потоа најчесто јас прозборував за Даница Ручигај, ја читавме незината песна, онаа што веќе антологиска, кога влегуваш во овој храм, што се вика љубов, помоли се. А потоа настапувавме жени и членови на Друштвото на писателите и тие што не се членови на Друштвото на писателите, а се љубители и творци на поезијата, со своите песни посветени и на Скопје, и на катастрофалниот земјотрес, а и на сегашното Скопје, што вишнее и од ден на ден така се изменува, што ние по старите генерации дури и не можеме да го познаеме. Убавицата и зверот на Даница Ручигај. Мајколе, мила мајчице, ти доаѓам лична невеста,
Od bratec i tatko pridružena. Stani mi, mila majčice, da me prečekaš, da me celivaš, da me daruvaš. Altanot, što ti go kladovme, vo desna rъка, na zaminuvanje, na zboguvanje. Momčето, kada je prašuvaš? Не ми се тревожи, майчице, ма гипсано, како во сказната за зверот и убавицата. Жолта роза ќе се престорам, ке го одмагипсам. Со волшебен крај да е сказната, ама така не било пишано. Зверска сила ли се разулави, та надигна црни светови, та рикна азурли тапани, разпукале планините. Od sudbata ne se begalo, od narečnicite bilo rečeno, prstov bezvečalen prsten da mi ostane. Se urni sa neboto vrs mene, pregrni me, majčice, pregrni me. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Пред повеќе од половина век, уште една поетеса упорно и макотрпно го пробиваше својот пат во литературата. Заедно со Даница, Гордана Михелова Бошнаковска, Корнелија Шефилд, беше и Евгенија Шуплинова, чија Грешница излезе веднаш по Сребрени ноќни игри. Во тоа време поезијата беше машка работа, па затоа неретко беа напаѓани и ранувани. Затоа Евгенија, која одамна се пресели во рајските градини, често велеше: со Данче заедно го минавме пеколот. Секоја среда читавме, голема публика имавме, моравме гласно да викаме, зашто и под пенџерината имаше публика. Кога насапувавме и радиото ги објавуваше нашите имена, така што станавме многу славни. Ама таа слава беше горчлива. Почнаа да не озборуваат, па дури се занимава и со анонимни писма против нас. А сето тоа заради тоа што сме го напишале, малку похрабро. На удар бевме јас и Даница Ручига и бевме похрабри. И другите не беа поштедени, но ние бевме похрабри и бевме славни. Потоа 60-та година излегоа нашите заеднички збирки на Даница Ручига Сребрени ноќни игри и мојата Грешница. Со Сребрени ноќни игри на Даница Ручига и со мојата Грешница ние се вклучиме во создавањето на литературата на Македонија заедно со тој машки свет кој беше дотогаш исклучиво присутен во литературата. После со Даница Ручига се сретнавме кај Кармин. Разменавме некои мислења и така се разделивме, она насмевнувајќи се со онаа карактеристична детска насмевка што зрачеше од неја. Таа година на Струшките вечери на поезијата јас нејзина песма прочитав и така тогаш Струшките вечери на поезијата се отворија со нејзина песма. Владееше длабока тишина, така поетите нејзини колеги и оддават доја почит. Даница Ручига во моите сеќавања ќе остане секогаш добар другар, пријател, вреден писател и убавица, што бевме навистина сите убави, но она беше најубава. Од неја зрачеше некоја племенитост, беше многу добар другар и поет. За мене ќе остане вечно млада. Испружена меѓу две нерамнини чекам. Каде да одам? Двете се мали. Во едната треба да се издолжам за да ја почувствувам. Во другата камени жижи наредени ќе ме изгорат. Каде да одам? Ќе застанам како врвица на која ќе се слепуваат твоите чекори. И ќе чекам да се поднаведнеш од умора
Јас немам каде да одам. Ги препрочитувам стиховите на Даница Ручигај и повторно се потврдувам во своето уверување дека единствената релевантна биографија на писателот е неговото дело. Па од тука правичната мисла да зборувам за Даница Ручигај по врвиците на сеќавањата ја напуштам и сакам да трнам по патиштата што ќе ми ги подкажува незината поезија. Без друго, дека тие патишта ќе се допрат и до моментите од животот, што ете имав чест да го делам со неа како нејзин пријател. Ова беа зборовите на бардот на македонската литература Коле Чашуле, искажани за Даница пред 20 на години. Ако во биографијата на писателот има одбир кој е клуч, шифра за целокупното негово дело, тогаш тој одбир кај Даница Ручигај е имено љубовта. Практично, двете книги поезија на Даница Ручигај зборуваат како рана, како воскит, како неправда, како злостор, како уживање и како болка. Има еден стих на Даница Ручигај кој искажува таква каква што јас ја запознав во првите години од нашето пријателување. Испружена меѓу две нерамнини чекам каде да одам. Јас немам каде да одам. Тоа ме враќа во сеќавањето кога прв пат ја видов, преубава и збунета. Збунета заради својата убавина и заради орловското време во кое живееше, во која убавината нема друга судбина, освен да биде напаѓана, кинета, навредувана и никогаш недооценета. Имав можност да соработувам со неја, да ја запознам незината благост, незината мудрост и незината рана. Даница Ручигај умееше и во животот, и во разговорите да зборува така како што дотогаш малкумина во нашата поезија зборува. Па кога ќе рече жена сум, што пак ќе ти поверува, што одново ќе се роди да те догори, и пак да те остави молбен и повторлив, и пак кога ќе почувствувам дека осаменоста и јаловост неизлечива, зборува чиста вистина. Зашто на вистина осаменоста кај неа беше една категорија за која вреди да се зборува и за која таа безмалку сите своји песни спишува. Даница Ручигај беше обкружена поради убавината, поради благоста, поради богатството на незиниот карактер, поради тоа што беше и поет, беше обкружена постојано од луѓе. Па од тука изгледа чудно таа толку често да зборува за осаменоста и толку често во незината поезија се повторува зборот смртта. Од тука навираат сеќавањата дека Даница Ручигај за сето време на нашето пријателување постојано другаруваше со една мисла дека смртта е тука, негде околу неа, темне, чека, одбира момент како да се изврши. Што мислат луѓето? Многу пати сум се прашал додека другарувавме кога живеат со таква една мисла, има се на се 20 и неколку години. Како го доживуваат животот? Се радуваат ли? Тагуваат ли? Или, како што Даница одлучи, да биде заграбуваат од животот што е можно повеќе. Во сите области. За да можат тие скудни, мали, добројани години да ги исполнат со богати содржини. Има некои предвести во животот на човекот кои се кобнички, тешки да се живеат, но уште потешки да се раскажуваат. Во протек на тие неколку години наше пријателување се роди едно пријателство која ја направи Даница, безмалку член на нашата куќа, близок пријател мој, уште поблизок пријател до покојна Ванѓа, ја направи нашата куќа вид убежиште за Даница кога ќе и беше тешко, па може би и место за мал исповед. Од тука, кога дојде времето
ние да патуваме, да се разделиме, настапија дни на некаква чудна тага. Тага во која јас одбивав да верувам дека нема да има повторно видување, а Драгница настојуваше постојано да ми напомни дека може би и ќе го нема тоа видување. Па од тука думам дека последниот ден пред заминувањето отидов да се поздравам, таа не ме пушти, ме придружи до дома и попат постојано ми повторуваше дека не треба да тагувам, не треба да тагуваме сите ние ако не се видиме. Јас одбивав, се спротивставував, а таа насмевната, ведра во погледот ми зборуваше, па не плаши се, тоа не е ништо страшно. Зашто? Јас го живеев својот живот, јас сум богата, јас сум среќна на свој начин, седно што со толку многу рани живеам. Се разделивме, јас се разбира тоа, отпишав како патетика на поет, како расчувствуваност на една млада душа и заминав недалеку преку океан за таму да чекаме веста за земјотресот како вест која кажува дека се урива светот. И во еден задоцнет вестник, бидејќи вестниците ми доаѓа со 3 до 6 месеци за доснување, открив дека во загинатите се наоѓа името на Даница Ручигај. Се скаменив, зедов телефонот од како се прибрав, се јавив дома и реков на Вања да дојди. Дојде. Седнав на еден спроти друг и го подадо вестникот со подлеченото име на Даница Ручигај. Таа ме погледна и долго молчевне. Мислам дека подобра отплата за сето пријателство, за сета љубов што имавме за Даница, нема да има. Сега што зборувам од болка, што ете, ни зборот не може да го искаже тоа што го чувствувам. Се венчавме на олтарот од измачени соништа. Го запаливме цвеќето наместо свеќи. Сивите карпи, камбани, на копнежот чадот се зариваше. Во твоето тело, невидливоста за темнето ме осами. Немирот го собираше пепелот од запалено цвеќе, а ветрот тажеше. Тажалки нежни, тажалки неисплакани. Се венчавме на олтарот од соништата. Цвеќето доверливо гореше, во заљубеноста карпите, камбани, сиви, задзунеа со желби невестински. Безброј очи на мртвите светковини низ просторот се провираа. Го запаливме цвеќето наместо свеќи. Љубовната мечта надојде, со водите гладни, со тажалки тажни, тажалки недоплакани. Во мрачниот простор на допирите се валкавме со оплодени желби. Просторот, неволник отмен, се смрачи од гостинско самољубие. Сомнително, воздухот затрепери. Луњи во мракот невиделина. Времето луто се подбива, огромен копнеж се зарива. Во зарипнатиот воздух го издадовме немирот. Излишниот воздух во градите кркори и сврли го ридот од своите очи на ова зајди сонце. Се запаливме во огнот на цвеќето. Прегореа желбите невестински. Светковините тажеа,
со тажалки недоиспеани. Зачудено кркори воздухот по земјава јаловица. Капат желбите есенски. Земјата ни дозволува на неа да се одржуваме неспокојни. Сонцето наутро ја пресушуваше росата. Солзите се претвораат во зеленило, неспокојноста траги остава во цврстите допири со соништата. Се венчавме на олтарот од измачени соништа. Го запаливме цвеќето наместо свеќи. Мртовецот век да векува. Ова беше првиот дел од специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје. Ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се. Посветена на 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај во катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Аудио дизајн Бесим Кека. Автори на емисијата Искра Чоловиќ и Свето Стаменов.